Почитувани, добар ден. Време е за најновото издание на Црвена линија. Колку чини еден пристоен живот? Според владата, тоа е минималната плата. Она сума што треба да ви овозможи да јадете, да плаќате сметки и ако не сте претерале со луксузот да купувате леп, млеко, па дури грашок од конзерва, можеби и ќе успеете да преживеете до следната плата. Сојузот на синдикати во договор со работодавачите бара новата минимална плата предвидена од владата за март 24.309 денари да се зголеми за 6.000 денари, бидејќи, како што велат, таа е навреда за секој оној кој што работи. Предлагаат владата да ги субвенционира придонесите за овие 6.000 денари во наредните 12 месеци. Но одговорот од власта е јасен. Пари нема. Владата нема ништо против, а и зошто би имала ако работодавачите и Сојузот на синдикати се договорат, но да не бараат средства од државата. Жалат од владата што предлогот не дошол пред да се изгласа буџетот, бидејќи сега велат не смеат да издвојат 100-200 милиони евра за работниците. Па која е улогата на владата во приказната за минималната плата? Да посредува или само да гледа одстрана? Имаме уште 2-3 прашања, па да ја соопштам и темата. Има ли надеж минималната плата конечно да достигне барем 500 евра? Треба ли прво функционерите да земаат минимална плата за да сватат како изгледа животот на обичниот работник? А сега еве и темата во Црвена линија. Треба ли прво функционерите да земаат минимална плата па да почнат да се борат за незиното покачување? Тоа е она што денес зборуваме со вас, драги мои, во ова денешно издание на Црвена линија, но секогаш ве поканувам најнапред да не заследите на Инстаграм и секако задолжително да кликнете на Инстаграм стори. А еве и зошто. Црвена линија редовно секојдневно објавува анкети. Денешното прашање на Инстаграм стори е: дали државата има или нема пари за субвенции за 500 евра минимална плата? Имате две опции за одговор. Под А има, под Б нема. Кликнете на вашиот одговор, резултатите се сумираат во проценти и ќе ги соопштиме конкретно ова издание. Ова анкета секако е објавена и на Инстаграм стори на профилот на Телма телевизија. Така да, каде ви е позгодно, секако учествувајте и давајте ги своите одговори. До Црвена линија, односно за почеток на оваа дискусија, се доаѓа со вртење на телефонскиот број 02 307 005, а ја започнуваме со прилогот на Огнен Чанчаревиќ. 100 евра или законските 24.400 денари е новата тема за препукување меѓу власта и опозицијата, но и за подкопување на позициите на синдикатот. Премиерот Мицкоски вчера кажа дека владата ќе поддржи било каков договор меѓу работодавачите и синдикатот кој не вклучува субвенционирање на придонеси. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска денес без прецизен одговор дали државата пресметала колку би изнесувале субвенциите, но и за тоа дали евентуалниот раст на минималецот би предизвикал раст на инфлацијата, како што тврдат некои членови на нејзината матична партија, и што тогаш е различно меѓу 6.000 денари плюс на минималецот и 5.000 денари зголемување на пензиите или покачувањето на функционерските плати. Не знам зошто воопшто има такви коментари од типот дека сме биле во студир со синдикатите. Јас мислам дека многу јасна бе во однос на минималната плата и кажав, ќе се договорат работодавачите и работниците, колку едните можат да испорачат, колку другите можат да платат, за нас ќе биде прифатливо сето тоа што ќе го договорат. Имаат диалог меѓу себе, што ќе прифатат таму, ние сме должни, поготово како Министерство за финансии, тоа да го обезбедиме. Опозицијската СДСМ која изготви закон за зголемување на минималната плата на 500 евра и го поднесе во собранието, бара од владата да обезбеди средства за минималецот и обвини за лоши економски политики. СДСМ предлага конкретни мерки и закони кои ќе го запрат економскиот пат, кои ќе ги покачат платите и ќе ги намалат сметките на граѓаните. Но ВМРО ДПМН упорно ги одбива. Клучните економски параметри покажуваат дека на македонската економија не и оди, дека граѓаните имаат се помалку пари. Работниците заслужуваат достоинствен живот, а не беда и понижување.
Доколку власта тоа не го направи, СДСМ ќе поднесе закон за зголемување на минималната плата. Најмалку што заслужуваат работниците е фер минимална плата од 500 евра за достоинствен живот. Коалицијскиот партнер во владата Знам соопшти дека нема изграден став и дека се разговара со сите засегнати страни. Ние немаме се уште изградено став, бидејќи тоа се случи пред 10 минути. Секако Движење Знам за наша Македонија работи и се грижи за работниците и ние сме во секојдневна координација со синдикатите покрај тоа што денес се објавија овие законски измени од СДСМ, ние ќе изградиме став по однос на тоа прашање и ќе излеземе пред јавност. Предлогот на синдикатот е да има дополнително покачување на минималецот до 30.500 денари, а за разликата работодавачите да бидат ослободени од повисоки придонеси една година или да бидат субвенционирани. Од Организацијата на работодавачи пред известно време се изјаснија дека е добро да има субвенционирани придонеси, затоа што така бизнисот ќе биде мотивиран да исплаќа повисоки примања. А по прилогот на Огнен Чанчаревик почнуваме со вас. Секако за оние кои што може би за прв пат ке посакаат, а верувам дека ќе има такви да се вклучат во контактната емисија Црвена линија, до нас патот е едноставен. Завртете го бројот 02-307-005 и секако веднаш намалете го целосно тонот на ТВ приемникот. Секако и напомена до сите оние кои што сакаат да земат активно учество, но еве нема да успеат да се вклучат директно во живо. Секако активно учество имаат и оние кои што не следат на социјалните медиуми, поточно на профилот на Црвена линија, заследете не, и секако темата таму е објавена каде што е поставено денешното прашање на Црвена линија. Треба ли функционерите да земаат минимална плата па да почнат да се борат за незино покачување? На Црвена линија профилот верувам можеме да ви покажеме како изгледаме таму. Пишувајте коментари. Секако така изгледаме на профилот на Facebook. Пишувајте коментари, секако ќе ги читаме меѓу вклучување на гледачи, а темата објавена и на профилот на Телма телевизија на Facebook. Сега можеме да почнеме секако со вас и верувам дека го имаме првиот гледач или можеби веќе гледачка. Добар ден. Добар ден, Тина, се слушаме? Да, одлично ве слушаме. Повелете. Видите вака, под број 1. Минималната плата треба да биде 35.000 денара, на функционерите да бидат 90.000 денара, а рестото да се префрли во буџетот на Република Македонија, на неим се наплаќа патни трошкови и тие додатни седмици што ги имаат плюс. Ако сето тоа го соберам, нека да доаѓа преку 350.000 денара. Грубо кажано. Па зарем малку е за еден човек толку, а додека овдека луѓе не може да ја преживеат месецот. Моја логика е, за едно 4-члено семејство треба 75.000 денара за да го преживее месецот и да ги плати сите сметки редовно како што треба, за достоинствен живот, за 4-члено семејство. Едно, второ, се уште во Ѓорче Петров во Кучково, градоначалникот ја преспа овие 4 години, немаме вода за пиење, Тина. И претходно ви се ево. Знам да ве молам да ве искористим. Дали ме слушате? Момент само. 68 викендици немаме вода за пиење. Благодарам за учеството. Драго ни е што ги дадовте одговорите на денешните прашања на Црвена линија, поточно на централното прашање, тоа е треба ли функционерите да земаат минимална плата па да почнат да се борат за незиното покачување. Секако ќе ве замолам сите останати да се држиме до темата со оглед на тоа што некои гледачи можеби и подосна ќе се вклучат, а секако не сакаме да ги упатиме од она што го слушаат во поинаков правец од правецот кон кој што денес е насочена Црвена линија. Прашањето за денес е: треба ли функционерите да земаат минимална плата па да почнат да се борат за незино покачување? И секако ќе ви го поставиме и анкетното прашање, дали државата според вас има или нема пари за субвенции за 500 евра минимална плата. Ако имаме некој на линија, ве подсетувам, намалете го и целосно тонот на ТВ приемникот. Добар ден. Ало, Тинче. Ве слушаме, повелете. Гледачо се ти рекове.
Видите што, треба прво на сите функционери да дадат минимална плата и да живеат бар една година, да видат како се живее од минимална плата, па после не мора да решават за другите минималци да дават. Ете, тоа е моето това. Иначе нема друго чаре. Овака не може да го решат прашањето они. А дали државата според вас има пари или нема пари за субвенции за да има 500 евра минимална плата? Државата има пари, ама не се рационално користени. Значи некој зима многу и патни трошкови и дневници, и не знам комисијски, собраниски се, а некој нема ни за леп да ја. Ете тоа е работа. Иначе државата си има пари, ама треба да ги рационално користи. Друго што треба? Па ако е тоа се, имате уште некој 30 на секунди, но ако сметате дека тоа е доволно и ги дадовте одговорите, секако и благодарам за учеството, топло препорачуваме Многу да останете со нас, секако ќе ги слушнеме и останатите гледачи кои што допрва ќе бидат вклучени во црвена линија. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Во меѓувреме додека да вклучиме нов гледач, подсетувам, денес црвена линија прашува треба ли функционерите да земаат минимална плата за да се борат за незино покачување. Пишувајте коментари на Facebook, профилот е Црвена линија и профилот на Телма телевизија, објавена е таму темата. Наскоро ќе почнеме и со читање на коментари. Добар ден. Ало, добар ден, Добар ден, убав ден, повелете, ве слушам. Молим? Повелете, ве слушаме. Јас сум против тоа што трендафилов што има закашано за владата. Зашто они како здрав синдикат? Нека разговарат со останите работодавачи. Оти јас сега сум пензионер, ама работех во приватна фирма која се приватизира. Гледах како газата, како лудееше, збојував се беше од многу пари. Не знаеш што да прави од пари, а нас не ме третираше. Нека оде синдикатот со нив да разговара, а не за владата за закачил Трендафилов. Зашто владата дава пари? Владата не ги експлоатира работниците. Оно што ги вработува, што ги експлоатира, нека они им плата, нека им покача плата. Зашто не оној како председател на синдикатот, нека оде нека организира штрајк во некоја фирма, дека не се работниците задоволни. Зашто за владата се закачиле? Нема потребно да се спорела со владата тамо. Синдикатот треба да оде со работниците само кога се на работните места, само да разговара, а не про владата. Јас тоа имам да кажам. Фала многу, пријатно. Благодарам. Сега го останете со нас. Ајде сега да ве префрлам онаму. Драго ми е, пристигаат многу коментари. Продолжете со тоа темпо. Учествувајте во Црвена линија и на таков начин. Лачки Тодор, ќе почнеме со неговиот коментар на прашањето треба ли функционерите да земаат минимална плата, па да почнат да се борат за незино покачување. Еве што напишал. Да не заборава ниту една влада дека ние сме им работодавачи. Благодарам многу господине Тодор за учеството. Продолжете да пишувате, сега ќе продолжиме и ние со читање коментари. А сега вклучуваме гледачи. Добар ден. Една важна напомена, секако од режијата се подготвени секој од вас да ве прифатат, завртете го нашиот добро познат телефон 023070005 и исклучително важно, особено за оние кои што можеби немате искуство за јавување во контактни емисија, денеска ќе се вклучите, намалете го веднаш целосно тонот на ТВ приемникот. Добар ден. Ало, добар ден. Дали треба да се намале платата на функционерите? Не, треба ли функционерите да земаат минимална плата? Ве молам. Дали треба да земаат минимална плата па да почнат да се борат за незино покачување? Да сам јас на тоа место, ја не би дала на функционерите ни 5 пари. Затоа што они се нафатираа за 10 години живот да имат и за поколение и се нафатираа со парички. Не и треба на ни минимална плата. Зашо е потребна таа минимална плата? Со таа минимална плата они можат да купат само леп и сол и ништо друго. А они си имат парички на страна у туѓите банки и они ќе си вадат од тамо и минималната плата ќе ја дават тука, а од тамо они ќе си влечат па парички.
Работата е у тоа што требаше на време оваа работа да се сопре. Не може да они да взимат пари за 10 живота да си обезбедат и за внуци, и за парафнуци парите, а на луѓето да дават како на куче коска да глода таму и да нема што да јаде. Според вас државата има или нема пари за да дава субвенции за 500 евра минимална плата? Државата може да нема пари да дава минимална плата од 500 евра. Ами за тоа што нема производство. Така, благодарам за вашите одговори. И еве уште една напомена, секако не спомнавме на почетокот, внимавајте на тајмерот. Едно јавување е 90 секунди, така да за оние кои што можеби не ви се доволни, слободно заврдите го повторно нашиот број за нови 90 секунди. Продолжуваме секако со вас. Црвена линија, повторувам, денес прашува: треба ли функционерите да земаат минимална плата па да почнат да се борат за незино покачување? Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас, све слушаме. Благодарам. Вака, би било добро да може да земат минимална плата, но кога би земале минимална плата, веројатно дека малку мина би се пријавени за таа функција. Но не сум за тоа исто така државата да ги субвенционира придонесите, бидејќи тоа некако мене ми личи како да земате од празниот да ставате во дупнат джеп. Не сум за тоа. Сметам дека премногу сива економија постои, сметам дека приватниците и вака и така премалку пари внесуваат во буџетот и стално изнаоѓаат можности да ги изиграат работниците, посебно во оние најниско платени дејности. И она што би требало, мислам дека би требало да се подигне максимално контролата на сите тие работодавачи и мислам дека синдикатот треба да се бори на квалитетен начин за правата на работниците, а не со предлози. Јас сум аполитична и сметам дека ова што го прави сега СДС е чисто матење на водата. Ако беше тоа така добро, зашто тие не го направија? Благодарам, поздрав. Благодарам многу и вам и за учеството и секако за одговорите во Црвена линија. Подсетувам, продолжете да пишувате коментари, пристигаат на профилот на Црвена линија на Facebook. Секако исподелувајте, па и веќе продолжиме и со коментарот на Лекти диалекти. Јас многу пати сум рекла дека најниската плата на работникот треба да биде како најниската плата на функционер, мада они без тоа не живеат само од плата. Исто и работникот кој што зима минималец не може да опстане само од плата, па принуден е да работи било што со плаќање во кеш, во заграда сива економија. Благодарам и на Лекти диалекти за активното учество преку Facebook. Продолжете да пишувате. Секако учествувате и на анкетата на Инстаграм, активна во тек на Инстаграм стори на профилот на Црвена линија, како и на профилот на Телма телевизија. Анкетата денес е: дали државата има или нема пари за субвенции за 500 евра минимална плата? Има две опции за одговор, под А има, под Б нема. Кликнете на вашиот одговор, а секако ова прашање ќе го поставиме и за гледачите кои што ќе се вклучат допрва во живо. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Вака, значи, јас ќе се вратам, значи, прво на претходната влада, кога ја покачија платата од 75-80% на пратениците, тогаш Мицковски, сегашниот, да не го наречам премиер, скокаше, рипаше. Зошто еве го сега Мицковски дојде на власт, зошто не го исполни тоа да ја врати платата како што си беше претходна? Една работа. Друга работа, значи тој минималец од 24.000 денари. Работникот што работи, значи за 24.000 денари што зима минималец, значи од тие 24.000 денари он си го плаќа превозот, да кажам патните трошкови. А овие нашиве што не водат, значи зимаат плата, зимаат дневници и зимаат плюс патни трошкови. Значи да се соберат сите тие пари. Минималната плата може да надмени 30.000. Една работа. Друга работа, јас не би им дал на нив никаква минимална плата. Ја би ги натерал да ги вратат парите што ги имаат украдено. Што ги имаат украдено парите и би ги оставил без пари. Верувајте, ви кажам најстрено. Зашто не направија ништо за народ. Сега само нивни интерес. Да си го полнат джебот,
А народот, како да кажам сега, да кажам, значи, не ни е гајле за народот. Ако има да преживее, ќе преживее, ако не, нема да преживее. Благодарам Дали ме многу. слушате? Благодарам многу за учеството и секако за одговорите. Останете со нас да слушаме и останатите гледачи и каков одговор ќе дадат на денешното прашање на Црвена линија. Треба ли функционерите да земат минимална плата, па да почнат да се борат за незино покачување? Добар ден. Здраво. Здраво. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Па види, ние наречито пратениците си ги бираме самите. Значи, нас ни годи вакви функционери да имаме, кои знаат да не возат, да не дриблаат, како сакат, знаат, можат и умеат. Така да, добар дел да веш се јавуваат, да речеме партиските војничиња на... Да не ги коментираме гледачите, ве молам, продолжете. Не, добро, не мора тие, а мора да кажам некои партиски војничиња на некои партии сега, кои што се сега моментално власт или кои биле власт. Значи, што има да пекаат, да рипаат, да скокат, нема потреба. Сам се ги гласаше. Имаше прилика таму тие кутиите што беа стаклени, пластични кутии, да заокружиш, што ти треба да заокружиш. Ти знаеш дека претходно истото го правел, и тој пред него истото го правел. 30 и кусур години те дриблал, те возел, што сакал правил со тебе, се изживljавал со тебе. И упорно си го гласаш. Пак да си го гласат. Прво ќе ти се напати тебе за минимална плата, па тој може само да те сретне некаде да те плюкне или скраја било некоја клоса да ти вдене, заради тоа што они се толку арогантни, тоа ни се толку влезени у шема. Порано се воодушевувавме на холивудски звезди, на пеачи, рокери, вакви, такви, онакви. Сега нашни се идоли политички партии и лидери. Благодарам за учеството и секако за одговорите. Останете со нас. Продолжуваме. Телефонскиот број е 023070005 и верувам дека имаме нов гледач или може би гледачка кој што ќе даде одговор на прашањето треба ли функционерите да земаат минимална плата, па да почнат да се борат за незиното покачување. Добар ден. Дали се слушаме? Јас ќе дадам шанса секако, може би треба малку повеќе време. Имајте во предвид секако целосно да го намалите и тонот на ТВ приемникот. Добар ден. Дали се слушаме? Има ли некој на линија? Добро. Како и да, ќе ве префрлам на Facebook, таму секако пристигаат коментари. Оној коментар кој што во продолжение ќе го прочитаме припаѓа на Емилијано Македонски. Еве што напишал. Еве да се обкладиме, со функционерите да се замениме на еден месец, тие да ги работат нашите работни позиции, а ние нивните. И тие да ја земаат нашата плата, а ние нивните. Ние ќе издржиме со нивните плати, ама тие не верувам дека ќе можат да издржат. Со таа плата нека ги платат сите давачки, да платат струја, вода, телефони. А ние ќе си ги платиме обврските со таа плата. Ние со песна ќе ја работиме нивната работа, ама тие тешко дека ќе можат нашата да ја работат. Веднаш ќе посакаат да се вратат назад на нивните работи, за да го крадат и понатаму овој беден народ кој се уште им верува дека за народот се богови и кога се опозиција ветуваат мет и млеко, ама кога ќе седнат на жешките фотели забораваат се. Кога биле опозиција и ветувале за кога ќе бидат власт. Благодарам и вам, господине Емилијано, за коментарот. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете. И на вас убав, најубав ден. Вака сакам да кажам јас. Значи, не да земаат минимална плата, зашто да земаат минимална плата, сепак ова што е сега да ги работиме ние нивните работи, оние нашите работи, нема врска тоа далеко од тоа сега. Тој е дојден таму да каже нешто и ние ги биравме за тоа за да направат нешто. Меѓутоа, мојата идеја, факт е дека 1000 евра доволно им е плата. Да си ги симнат оние 78-80. И најтрагично што е, што народот не може да го прифати, е тоа што храна и превоз земат.
Кој работник зема уште храна и превоз, да прашам јас, да го прашам господинот Мицковски и господјава што е на финанси. Значи, работниците не земат храна и превоз. Порано го имаше тоа. А додека слушнавме пред некој ден, тој земал некој си од... Не е битно, јас политички не ги гледам работи, ги гледам вака 35.000 евра земал за гориво. Па кај идел тој на Марс идел? Па што ако работел? Сега јас ако живеам во Ѓорче, а идам на работа у кисела вода, кој ми плаќа мене гориво? Дали идам јас со кола, дали идам со автобус, дали идам со такси? Јас си вземам таа цркавица што е наречена плата. Значи, тука малку треба да се поведе рачун. Превозот да им се скине, ај нека јадат таму што ќе јадат, меѓутоа и... Благодарам за одговорите, секако и за вклучувањето во црвена линија. Само една напомена ве молам, внимавајте на тајмерот од бројува 90 секунди, тоа е времето предвидено за едно јавување. Но слободно додека траеме, завртете го повторно нашиот број. Ве подсетувам, продолжете и со опишување коментари, секако и нивно споделување на Facebook, профилот кој што треба да го заследите црвена линија, како и профилот на Телма телевизија. И секако ќе ве подсетам, секогаш кога сакате да бидете брзо, ефикасно и навремено и квалитетно информирани, кликнете и на telma.com.mk. А во однос на денешната тема за која што зборуваме со вас во црвена линија, секако вниманието задржете го на повеќе наслови. Еве кои ги издвоивме. СДСМ како има пари за авиони за владата, а нема пари за 500 евра минималец. Верувам дека ќе можеме да покажеме како изгледа на сајтот насловот кој што ви го препорачуваме во однос на темата за која што зборуваме, значи кликнете telma.com.mk. Еден од насловите исто така кој што ги издвоивме, изјава на премиерот Мицковски, државата нема пари за субвенции за 500 евра минимална плата. И еве уште еден наслов, секој со своји аргументи зошто минималецот да биде 24 или 30.000 денари. А црвена линија денес ве прашува: треба ли прво функционерите да земаат минимална плата, па да почнат да се борат за незино покачување? Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Се слушаме. Повелете, во црвена линија сте. Намалете го целосно тонот на ТВ приемникот, ве молам, затоа не ме слушате. Телевизор на нула ми е. Да, продолжете тогаш, повелете. Што ја познам, господјава друго зборил нешто. Ве слушаме, дадете ни одговор на прашањето, слободно, во црвена линија сте. Најверојатно, иако гледачот вели дека бил намален тонот на ТВ приемникот, секако се слушаат ТВ приемниците од другата страна, токму од таа причина неминовно да повторуваме неколку пати зошто е важно да се следи ова техничко правило, бидејќи ако не ви е целосно намален тонот на ТВ приемникот, драги мои, тогаш ќе имате впечаток дека некој друг зборува наместо вас. Нема да имате чувство дека сте веќе вклучени, дека со нетрпение ве очекуваме и сакаме да слушнеме кои ќе бидат вашите одговори, така да ве молам, секогаш имајте го тоа како најважно техничко правило кога станува збор за црвена линија. Ние продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Добар ден, Тиме. Добар ден. Поздрав од Кавадарци. Поздрав и до кавадарчани од редакцијата на црвена линија. Вака сега, треба ли прво функционерите да земат минимална плата? Така за да... Да се работа, ево, а не ни го слушат народот, Тиме. Да се работа, Тиме, като си 80%. Зеја за 6 месеци по 10.000 евра. Ја толку пари немам ни денове. Само ние сме криминарност и ја у тие сваѓам. А да не сваѓаме никого на избори. Ај доктурите што се не лекуват, може за нив, теки. Аме овие пратениците, јумврата, аме овие 30 години, Македонија иска да запустие, бе. Што не направие, бе? Земјоделие запустие, себе. Само си и не качуват плати и ништо друго. И ни се мъчиме. Срмота е влада, одни, бе. Много му е гајде, црвени джипови си да купие, бе. Ни нема леп да јајде. И за да по 500 динара и ништо тоа. Само нике народ е чине.
на изборите, на локалните и на другите, па да видат така како. Јас сум на пратени, 100 пратеници и 20 за многу. Македонија треба да има 6 пратеници. Секој ден таму јадат, кизна као јадат на собранието и тоа без пари го јадат. Срамота го, не го слушат тој жог мој гајде. Не гледат, оние пратеницките, што е, со локви. Благодарам за одговорите и за учеството во Црвена линија. Подсетувам само, контролирајте го времето, затоа и го објавуваме тајмерот на екраните. Благодарам уште еднаш за гледачот и неговото учество во Црвена линија. Меѓу другото, подсетуваме дека Сојузот на синдикати во договор со работодавачите бара новата минимална плата предвидена од владата за март да биде 24.379 денари, да се зголеми за 6.000 денари, бидејќи како што вела таа е навреда за секој што работи. А Црвена линија денес прашува треба ли функционерите да земаат минимална плата, па да почнат да се борат за незино покачување. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Треба патните трошкови да им се укинат. Да не земат патни трошкови, а не земат по 4-5 евра. Тие пари да се дадат на минималциве, на мали плати што се земање. Не некој да јаде, да уживат, а некој да трпи. И за секого се сметкиве едно, лебор за секого е едно. Ја така мислам. Државата според вас има или нема пари за субвенции за 500 евра минимална плата? Ако исти укинат на квото патните трошкови на парламентарците, тие неправилно земат, голема плата земат и плюс патни трошкови. Тоа треба законно да се донесе, да нема да земат патни трошкови. И тога ќе има за сите. Ја така мислам и нема да се заглавујат нешто, ќе се направи кој месец, ќе се поправат по нешто. Ова, што некој да живе и некој да умира, та? Да немат сметката да ја платите и леб да купите. Онака и струја ни иде по 5.500, а ја 15.000 зема пензија, сега зема 18. Што тие пари што да прави, лекарства или сметки да платали што? Ај кажи по твоево, а? Благодарам. Кажи сега, а? Ве слушаме. Кажи, али моето... Секако ќе ви речам благодарам и за учеството и за тоа што споделивте со останатите гледачи како гледате на темата за која што зборуваме денес. Ве префрлам повторно на Facebook. Продолжуваме со коментарот на Винг Чун. Еве што напишал. За пристоен живот потребно е најмалку 600 до 700 евра. Ако е доволно 24.000, тогаш да се смениме со функционерите, па нека преживеат цел месец со 24.000. Благодарности до Винг Чун за коментарот. Продолжете да пишувате, ќе читаме коментари се додека трае и Црвена линија. А и ќе продолжиме со вклучување на гледачи во живо. Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден. Дали добро се слушаме? Дали... Ја мислам дека се слушаме. Сега веќе во ред, повелете. Па да ви кажам, ова со функционерите, не знам дали некој ќе каже нешто позитивно. Значи, како ви е напишано оваквото, како да го дефинирам, ајде прашање, меѓутоа, како што треба, ни взимање, ни додавање, мислам многу точно напишано. Меѓутоа, за жал, ништо нив не ги допира, од народот буквално ништо. Значи, они јадат во собрание, пратениците, живо џаве, да ме почнам да кажем од до што јадат и колку јадат и за кои смешни цени. Прво, значи, ние таму, они таму прво го користат, ајде да почнеме од јадењето. Значи, вие да јадете таму за некои смешни суми, тоа е стварно научна фантастика. Не знам друг збор кој да го кажам. Тоа нигде го нема у светот, претпоставувам.
Тоа е научна фантастика, прво тоа што го злоупотребуваат. После да речеме за овие покачувања. Значи како еден не се најде од толку пратеници, значи не веде кога ќе ги намалат, боже мој, не само ги зголемуваат пратениците и уопште нема потреба парламентот од 120 пратеници. Значи на толку народ. Значи еден како не се најде да рече чекај бе да дадеме ова, да намалиме или нешто против себе да направат, да речат чекајте ќе намалиме, дај на народот да видиме, а они само се расправаат, се караат како на чешма да се наште овој рекол така, оној направи така. Абе дајте кажете конкретно, дајте малку покачите на народот, борете се за народот. Значи народот ве плаќа, не ве плаќа никој друг. Значи ја не можам да сватам толку се паролюбците е чудно нешто, мама немаат пари во џебото ни све ни им. Благодарам. Подсетувам да се внимава на тајмерот. Еве уште еден коментар. Овој пат од Емилија Арсовска, која што го напиша следното на профилот на Црвена линија на Фејсбук. Да се само платите. Колку ли само бенефиции ужива оваа власт во заграда авиони, дневници, патарини, патувања, вработувања. Многу ветува, ништо од сето тоа. Ништо, народот не заборава. Благодарам и вам, госпоѓа Емилија, за коментарот. А продолжуваме со гледачите во живо. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте, повелете. Благодарам, Тинче. Вака сега. Прашањето да одговорам минимална плата. Никаква плата. Јас не би дала. Од сите што ги слушав, никој народот не е задоволен. Значи немаат слух. Едноставно немаат слух. Ни синдикат помага, ни не знам што. Силата е во нас народот. Како? Абе да им излеземе 100.000 од цела Македонија, минимум 100.000, да се собереме на площад, ама ќе речете нема. Еднаш, два пати. Третиот пат, единствено решение, народе, немаме друго. Да се договориме, да си останеме дома, да не им одиме никој на работа. Да видите, не само 500.000 евра ќе ни дават. Само на македонскиот народ му треба слога. Тоа ќе кажам. Единство решение е тоа. Џабе се збориме овде по телевизија, џабе се тискаме, џабе си кукаме. Решението е во нас. Тоа е. Мора револуција да се смени овој систем, да ги вратат онистите пари што ги украдоа од државата, значи за да може да влеземе во нов поправеден систем за целото наше население. Не гледам друг изглед. Според вас државата има или нема пари за субвенции за 500? Има. Кога има Мицковски 200.000 евра да плати у Турска со БП, авион посебен само за него. Благодарам за учеството и одговорите. Продолжуваме понатаму. Подсетувам, денес Црвена линија ве прашува треба ли функционерите да земаат минимална плата, па да почнат да се борат за незино покачување. Сега ко ве прашувам и дали државата според вас има или нема пари за субвенции за 500 евра минимална плата. Добар ден. Добар ден. Господине Љупчо, ве слушаме, во Црвена линија сте. Па, види, ако даде минимална плата, како ќе најмуваат авиончиња за да си се шетаат туристички? Ај, кажи ми, како ќе дадат, кога некој треба да го плати тој авион за 30 души? 200 кусури има пари за авионот, ама нема пари. Има пари, бе, како нема пари? Како има пари да покаче линеарно пензии? Да го прашам и да субвенционира од буџет. Ај, кажете ми како? Буџетот, дупката во фондот од 33 ја качија на 47%. Сега што правиме? Значи таму може од буџет да дава пари, а ваму не може на работници од кои зависи државата и иднината на државата, бидејќи млади се викаме се селат младите. Пазете, оние минатите имаа побал буџет. Викаме крадева. Ама пак дава на работниците бе покачува минимална плата и на работодавците кога беше короната. Овие имаат и поголем буџет и кога ги поголеми домаќини се и пак не даваат. Не че да е до буџетот и до парите. Израно, знаете, слушнав таму, вика, у влада се трошело качкавал и сирење како алба. Вика, со тони се носи, толку ли јадат качкавал и сирење да ги прашаме? Абе, вика, мачка правеле таму. Така да,
Сепак не знаете в тој филм дека овие случњаци веќе намалат плати или ќе мислат не го гледаме, гледате се зинатили готово. Станале робови на тајкуните, да ви кажам право. Благодарам. А јас ќе повторам, внимавајте на тајмерот, 90 секунди е едно излагање, односно едно јавување. Ве префрлам сега и на профилот на Телма телевизија на Facebook, за следете ако не следите и таму. И еве ги и првите коментари кои што пристигнаа на овој профил, апропо нашата тема денес. Маја Павловик напишала: треба, само тоа ќе се случи кога врба ќе роди грозје. Додека немаш нога, не знаеш како е да си инвалид. Додека не си гладен, не знаеш како е да си гладен. Благодарам и на Маја за коментарот. Продолжете да пишувате и на двата профила, Црвена линија и Телма телевизија. Се додека трае Црвена линија, ќе ги читаме и коментарите. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па, ова прашање, извинете што ви велам, што ќе ви направам приметба, ама ова е хипотетичка работа, така да, од кој да бараме? Од добрен душа? Не може то така. Како прво, ова не може никош да се случи. Кои се тие пратеници што ќе го изгласат ова нешто? Да се откажат од да земат минимална плата за на работниците да му дат пари. Па нема таква работа, не постои таква работа. Тие стигне од некој од, што ти ја знам, од некој позиции, стигнеа до противнички места и сега земат кревати до 3000 арки, многу лесно. Не е проблем за да кренат до толку пари. Мицковски онака имаше големи пари, па некни 280.000 го плати авионот за го ренташе авионот за Унгарија. Мада имаше линија за Унгарија. Така да, ова е џабе. Ми се чини, ние само џабе зборуваме, ова не може да се случи никако. Меѓутоа, најреална ситуација е, ако ништо повеќе, ако не може да се случи, владата пошто-пото да не дозволи. Благодарам за одговорите. Еве со ваши зборови ќе повторам и една работа. Верувајте, никогаш не е џабе кога зборувате во Црвена линија, бидејќи гласот на граѓаните го слушаат оние кон кои што се обраќат. Така да не е бадијава. Добар ден. Добар ден, Тима. Добар ден, во Црвена линија сте. Се слушаме? Одлично, повелете. Па некако не ми се допадна предходниот гледач тоа што го збори. Гледали у Грчка што се случило? У Грчка ова да е, цел народ ќе искочи на улица. Ова е срамота за оваа влада. 7-8 месеци да не му дадеш да живее. Фактички со 24.000, ај кажи ми Тина, што ќе купи? Што ќе купи човек со 24.000? А овие се напунија со пари. Со пари се напунија. Кај сака шетаат и тоа безцелно шетаат. Онака за ништо не шетаат. Што донесо резултати од Вашингтон? Што донесо од Унгарија? Што донесо? Чии кредите тој? На груенски ли е? На кинески ли е? Маđarски ли е? А според вас ве кажете ми дали државата има или нема пари за субвенции за 500 евра минимално? Има пари. Јас знаеш што би сум направил? Би сум и покачил на овие минималната плата, а на нив би сум и одбил. И нека го напуштат, нека ги напуштат тие со овакво пратенички функции. Нека ги и тоа драстично би сум одбил. Кај има ваква лапанажа, бе, што сакаат јадат? Чорба е, знаеш колку 50 денари? Говеска, шкембе, чорба 50 денари. По 2 пати јадат дневно таму собрание. Абе, срамота, бе. Не им е странна. Се патриоти се прават. Срамота. Тина, поздрав, пријатно. Поздрав и големо благодарам за вашите одговори денес во Црвена линија. Еве што напише господинот Борчо Иванов на Facebook на профилот на Црвена линија. Бадијала е на сиромашниот народ да ја повторува. Кучињата лаат, караванот врви и сит на гладен не верува. Тоа ќе трае и ќе трае. Поздрав Тина, поздрав Телма, поздрав и благодарам господине Иванов за коментарот. Преминуваме на гледачите во живо. Добар ден.
Треба ли функционерите да земаат според вас минимална плата, па да почнат да се борат за незино покачување? Добар ден. Дали се слушаме? Да. Добар ден, јас сум на линија. Да, намалете го целосно тонот на ТВ приемникот. Но намале. На 0. Да, на 0 е. Ете така, повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден, намале на 0, може да продолжам. Да, повелете. Добар ден, поздрав од тебе. Поздрав до телевизија Телма и до сите гледачи на телевизија Телма. Сега да кажам, јас прво ова тема, јас си кажам, прво за функционерите плати да бидат минимални. Ама тоа нема да биде никогаш. Бидејќи ние самиот народ сме си виновни. Значи, кога се оди на избори, ајде да не победи ВМРО, ајде да не победи да излезам јазика, на крајот такси само се менуваат. Сега за минималната плата. Ајде сега ВМРО во редо, не ги покачува, не го оправдав, значи треба да ги покачи. Но каде е тој што требаше да има со железни опити, што ќе направише плата 5 години 30.000. И ако беше тогаш 30.000, сега барем ќе беше до 600 евра. И сега некој ми кажува шетале, добро шетат. А каде беа тие што одеа да го во Франција да го потпишат францускиот договор со магаѓани одеа? Овие што одеа во Шпанија, Османи, да преговара за Косово. Кој го плаќаше авионот? Косово ли го плаќаше или Македонија го плаќаше? Значи тоа никој не го знаеме. Значи заедно кога одеше во Бугарија, кога преговараше за договор, бугарски договор. Слушуваше. Ама сега па ќе оди да дојде и друг пак ќе оди со авион, нормално. Не сум помор. Еве нека. Благодарам за одговорите. Внимавајте, сепак 90 секунди изнесува едно јавување. Еве што напиша Габи Велкова на профилот на Црвена линија на Facebook. Да не заборави Мицкоски дека едно ветуваше пред избори дека со Сојузот на синдикати беа рамо до рамо. А сега, кога ги донесовме на власт, веднаш се менуваат ко парите да ги даваат од собствен джеп. Нека не даваат минимална плата 30.000 денари. Само да не заборават дека за неколку месеци ќе има локални избори. Како што изгуби СДСМ, да видиме овој пат кој ќе изгуби. Поздрав. Поздрав и благодарам, госпоѓа Велкова. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Поздрав за емисијата. Поздрав, благодарам, повелете. Видете, кога беше тоа, како вика, здравство бесплатно, одам на доктор и викам, нели е бесплатно? Како бесплатно? Ами Заев нели викаше бесплатно здравство? Ајде си плати 3-4 денари. Ајде вика бесплатно здравство кој ќе се врати Заев вика на власт. Тогаш ќе имате бесплатно здравство. Стварно не ми е јасно со луѓето. Заборавија кога дава на Боријан Јовановски. Дали спомнуваме име Немец, сметате ли дека даваат за магариња по 5-6 милиона евра, заборавија за лубриканти, се заборавија они. И сега наеднаш изгубија власт, сега не им чини државата. Чекайте бе луѓе, чекайте да видиме колку сте ги украле, колку пари сте украле бе, чекайте да видиме бе. Да бе ќе има пари. Дава по таму по адвокати, му давала пари и испадна таму на суд. На Уставен суд адвокатот кажа да се качат платите. Кај беа тогаш овие СДС? Да речат, не го признаваме адвокатот. Сега не им се свиѓа овака. Чекајте, рано е луѓе бе, чекајте бе, лицемерни едни. Според вас дали државата, се извинувам, дали според вас државата има или нема пари за субвенции за 500 евра минимална плата? Овие 30 години, па нарочито овие 8 години партија направи. Благодарам за одговорите. Продолжуваме и со коментари. Илија Тиги Дамјановски напишал да им се одземат трошоците за превоз на политичарите и покачувањето од 78%. Ке има 30.000 за минималец. Лесна формула. Борчој допишал, го споменавте грашокот во конзерва, се уште го чувам за сегашни и бивши функционери. Кога немаат ручек, веднаш го праќам. Каргото на моја сметка. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме?
Јас ке дадам шанса. Добар ден. Добар ден, Михаил Димовски на телефон. Вака, во поглед на прашањето, дали треба функционерите земање на плата. Видите, функционерите земат одлуки кои што се однесуваат на функционирањето на државата. Значи, тоа се тие одлуки кои што функционерите ги земат и за да ги земат тие одлуки, тие мораат да имат добра спремност, добра организација и во принцип самите функционери работат доста напорно за да донесат одредена одлука. Тие самите одлуки донесуваат имаат големо влијание на економијата, на здравствениот систем, на целокупното живење во државата. И не може да функционерите земат минимална плата, пошто само да таа работа е доста одговорна и побарува огромен, да кажам, капацитет. Меѓутоа, самото прашање дали треба да има минимална плата, тоа е многу нелогично. Ако се направи споредување со другите држави во Европска унија, кај што ние тежиме, например, или државите кои што се уште не сте во Европска унија, меѓутоа тежнат во Европска унија, функционерите се тие кои што прават, донесуваат одлуки и функционерите се тие што мора да бидат најспремни да донесат 90 секунди е време трењето. Големо благодарам за вашето учество и секако за одговорите. Да погледнеме како изгледа резултатот од одговорите на оние кои што не следат на Инстаграм. А ако не сте меѓу нив, заследете не и веќе учествувате во утрешната анкета на Црвена линија. На ова денешна, на прашањето дали државата има или нема пари за субвенции за 500 евра минимална плата, еве како одговорија. Со има одговорија 79%, со нема одговорија 21%. Следуваат рекламите, а потоа повторно се гледаме во студио. И по рекламите останува да ви се заблагодарам за денешното издание на Црвена линија, кој што го креиравте токму вие со вашите одговори. Сега ве препуштам на програмата на Тилма и ви посакувам убаво попладне.